Ортопедското одделение во Прилепската општа болница со проширена надлежност, која е и регионална и обслужува уште 4 околни општини, за само неколку месеци ќе остане на само 2 ортопеди специјалисти. Во моментов во одделението работат 4 лекари, но 2 од нив веќе од постенова година заминуваат во пензија. Нивната работа сега е организирана така што 2 лекари оперираат, а другите 2 вршат само амбулантски прегледи. За 4 специјализанти пак ќе треба уште време за да се вратат од специјализација и да почнат со работа. Има недостиг од лекари, за жал. Сега има 4 специјалисти, од кои што 2 за неколку месеци заминуваме за пензија. 2 остануваат за понатаму и има 4 специјализанти. Ја се надевам дека во иднина ќе продолжат со истото тоа темпо, истиот тој жар, да работат и да ги лекуваат нашите граѓани. Апсолутно не е доволен и се надевам дека управата води сметка и во скорешни иднина ќе има нови специјалисти. Дека македонското здравство е оптоварено со бројни проблеми, признаваат и самите лекари. Но според нив, тоа најмногу се должело на постојаните брзи развојни движења на медицината во светски рамки. Проблеми секогаш имало и ќе има. Што е многу важно, важно е да со проблемите се соочуваме директно и истите ги решаваме. Македонската ортопедија реално се соочува со проблеми кои што ја има ортопедијата во светот. Зошто е тоа така? Бидејќи се работи за една гранка во медицината која што драматично се развива, како во технолошки, така и во медицински правец. И поради тоа треба да се следат сите тие новини и сите тие трендови кои што постојат. До сега чекорот се држи многу солидно. Според доктор Камнар, најголемиот дел од болниците во Македонија регионално биле покриени со ортопедска дејност. Инаку, годинава, Прилепското ортопедско одделение одбележува 50 годишен јубилеј. За сиот овој период, низ него поминале 20 врвни специјалисти ортопеди. Во моментов, ова одделение на ниво на држава е рангирано на 4-то место, после одделите за ортопедија во клиничката болница во Скопје, во Институтот Свети Еразмо во Охрид и во клиничките болници во Битола, Штип и Тетово.